إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala ke продолжиме со едно ново поглавие на оваа изворедна книга, а таа е Китабу Таухид, книгата на монотеизмот, која е задолжност за секој еден муслиман да го знаат монотеизмот, да го научи монотеизмот и после тоа значи да го практикуваат. Зошто таа е најголемата и најогромната наредба. Значи најогромната и најважната работа е монотеизмот. Значи да се обожават еден и единствен Аллах субхана ва таала со сите врсти на ибадети. За да се обожават Аллах субхана ва таала со сите врсти на ибадети, треба да ги знаеме тие ибадети. И треба исто да знаеме оние работи кои тие ибадети ги разрушуваат и ги уништуваат. Тоа е, значи, ширкот. Сето оваа работа бара, значи, знаење, барат аргументи кои треба ние, значи, да ги учиме, да ги разбериме и потоа, значи, да ги спроведуваме. Во ова поглавие, велит авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, велит баб мин еш-ширк ан јестагиса би гайриллах ау јад'у гайрах. Поглавие од ширкот е барање на отстранување на тешкотите од други освен Аллах и молење на други освен Аллах. Ова е, значи, поглавието кој Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах го напомнуваат како поглавие од оваа книга. Вели Шейх Утемин рахимахуллах, зборот на авторот мине ширк, значи од ширкот, тоа значи мин на арапски, мин, литебеид, значи еден дел од оваа работа е ширк. И тој дел што е ширк е голем ширк, што значи дека ако човекот го прави тоа, излагат од верата. Значи ако го прави таја врста на ширк, што е барање да се отстранат тешкотите од други освен Аллах субхана ва таала и да им се моли на нив, тогаш што со тоа, значи, излагат од верата. Не излагат од верата, значи, поради некој што рекол или луѓе што кажале, туку е кај Аллах субхана ва таала мушрик. Се можеби луѓето нема да дознаат. Можеби луѓето ќе го рачунат да е муслиман и ќе го закопаат како муслиман. Све во ред, но кај Аллах субхана ва таала тој завршува како мушрик. Значи ние затоа треба да пазиме што сме ние кај Аллах субхана ва таала. Тоа треба, значи, да биде наша, значи, задача која треба да ја пазиме и да ја гледаме и да се чуваме. Значи мине ширк од ширкот, значи не е ова целосно меселе, значи не се сите работи кои се спомнуваат во врска со барање на отстранување од тешкотите, не се сите работи ширк. Туку имат, како што вели тука Шейх Утемин рахимахуллах, ако ти бараш од еден човек кој е присутен и кој е во можност, кој имат моќ да тој тебе некоја тешкотија да ти ја отстрани, ова не е ширк. Ова е дозволено. Значи, ова не е ширк, ова е дозволено тогаш. Ако тој, значи, од кого ти бараш отстранување, односно му се замолуваш нему да ти ја отстрани таа тешкотија,
Значи тој е присутен, те слуша тебе и исто е моќен за таја работа. Значи моќен е, ти не му бараш нему тој тебе да ти дај деца. Значи има луѓе немаат деца и му велит тој нему сега дај ми деца на тој попот, на тој така наречениот хоџата или не знам кој, бараат оним деца, да, ние вас ќе ве средиме ова работа. Ова е ширк. Ова зошто оваа работа, давање на деца, давање на ваков риск е само моќ на Аллах субхана ва таала, а не на створенијата. А не, значи, на створенијата. И вели Шейх Утхајмин рахимахуллах. Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах дека човекот кога се обратуваат на луѓето и да барат од нив помош за тие да му отстранат нему некои тешкоти, треба да имат убедување тој во него, да бидат убеден дека тие луѓе се само себеб, значи се само причина, не дека тие самопостојно имаат влијание врз неговата ситуација. Значи Аллах субхана ва таала пак го прави тој човек себе причина. За тој тебе таја тешкотија ќе отстрани. Значи не смееш да веруваш во твоето срце дека тој самостојно тебе ти помогнал или те извадил од таа ситуација. Например, имаш некој, значи, некоја болест. И се одиш на доктор и докторов ти кажува тебе, значи, ти дава лекови, ти дава терапии и оздравуваш. Ти треба да веруваш цврсто дека Аллах субхана ва таала го направи тој доктор причина. Да биде причина за тој да ти даде работи и со Аллахова дозвола ти да оздравиш. А не да велиш после да не беше тој доктор, ја немаше да биде, да не беше тој доктор, дека беше ваке. Значи цела работа ти, цело зборење му го посветуваш на тој докторот. Значи овде треба да пазиме и да бидиме, значи да бидиме внимателно. Зошто оваа работа, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, значи за ти да го заборавиш Аллах субхана ва таала и само да посветиш, значи како за благодарност и захвалување спрема тие створенија кои во вистина беа само причина, ова е, значи, го допират теохидот. Значи го допират теохидот, што може, значи, што може да те изфарлит од верата. Велит Шейх Салих Ал-Ушейх хафидахуллах во неговото објаснување на ова поглавие дека ел-истигаса, зошто вели? Јани јестагис е истигаса. Истигаса, вели Шейх Салих Ал-Ушейх, е една врст на молитва. Ел-истигаса е една врст на молитва. Кога е таја врст на молитва? Таја врст на молитва е само во тешки ситуации. Значи тогаш се викат истигаса. Иначе не се викат истигаса. Значи ако човекот е во некоја тешка ситуација, тогаш таја врста на молитва, на дова, се викат ел-истигаса. Значи гледаш на арапски имате разлика, значи кога човекот се моли, но во ситуација кога тој е спокоен, кога е мирен, кога нема никакви тешкоти, но сака некоја работа му се исполни. Овде не се викат, не се нарекува тоа истигаса. Но ако е тој во некоја ситуација неопходна и многу тешка за него, овде тој да му се моли на Аллах субхана ва таала, ова се викат истигаса. Значи истигаса гледано во суштина е една вид на молитва, но молитва во специјални моменти, кои се, значи, неопходни, тешки моменти. Спомнуват авторот рахимахуллах, значи првиот аргумент,
во врска со ова поглавие, а тоа е Аллаховиот говор, и ова, значи, во спомнувањето на аргументите од страна на авторот е за нас како вид на воспитување. Значи, како треба да постапуваат муслиманот? Како треба да постапуваат оној кој го следи пекамберот алейхиссалату вассалам? Значи, кога тој кажува нешто, кога тој тврди нешто, одма следи за тоа тврдење следат аргументи. Значи, не тврди тој нешто од себе си и вели ваке зошто ја веле ваке. Или зошто татко ми ваке беше. Не. Аргументите, значи, што е аргумент, зошто за да, значи, треба да сватиш, значи, што е аргумент, што се рачунат аргумент. Значи, не е зборот мој, или зборот твој, или зборот наш од сите, не се рачунат за аргумент. Аргумент е Аллаховиот говор, значи Куранот, суннетот, зборовите на сахаба, сето ова со разбирање на првите генерации. Ова е аргумент. Не ја што велам или други што велат. Ако ти тоа што го кажуваш не можеш да го потврдиш со аргументи од Куранот и од суннетот, тогаш тоа не се рачуна за аргумент. Не се прима за аргумент. Шејхот тука, шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, во врска за ова поглавие спомнува неколку аргументи, од тие се Аллаховиот говор: "Вала тад'у мин дуниллахи ма ла јенфа'ук ва ла јадуррук. Фа ин фа'алта фа иннака идан мин адh-ظалимин." Немој да му се молиш на некој други освен Аллах, што тој не може ни да ти придонеси некое добро, ни некое наштетување. Значи, не му се моли, не му се обратувај во твоите молби на створенија кои тие сами се слаби, имаат потреба за Аллах субханаху ва таала. Зашто тие не може да ти придонесат тебе никое добро и никое зло. Значи, како што вели шејх Утајмин рахимахуллах тука во објаснувањето, посветување од страна твоја на ибадетот кон тие створенија никакво добро не ти предонесуваат тие. Значи, ти да им го посветиш сега ибадетот, ма ла јенфа'ук, значи не ти предонесува никакво добро. Значи, ти ако сега го обожаваш тоа створение, зошто го обожаваш? Очекуваш некој придонес, некое добро. Или очекуваш да тоа кој ти му се посветуваш и го обожаваш, да отстрани некое зло, некое лошо од тебе. Но токму ти тоа што го бараш од нив, не се во можностија. Не се моќни. Значи, точно, значи, тоа што ти го бараш, значи, зашто ти кога му се обраќаш на тој, кој да е, дали е тој пекамбе, дали е тој мелаче, дали е тоа камен, дали е тоа дрво, дали е тој евлија, дали е тој гроб, дали, зошто му се обраќаш ти? Очекуваш некое добро, некој придонес. Или па има страф од некоја работа што сакаш да се отстрани од тебе, да се оддалечи. Тие не може да ти помогнат. Ни добро ти придонесат, ни лошо да отстранат. Тогаш, зошто ги обожаваш? Зошто ги обожаваш? Ти немаат никаква моќ. И велите Аллах субханаху ва таала: "Фа ин фа'алта фа иннака идан мин адh-ظалимин." А ти ако го направиш тоа, значи им се молиш на нив, им се упатуваш на нив, тогаш ти си на вистина од оние кои се неправедни. Залимин, залим, на арапски залим, еднина, залимин, множина. Значи, вие сте, значи, зулумчари. Разбирате зборот зулумчар? Значи, зулумчари. Зошто, вели шејх Утајмин рахимахуллах, се спомнува тука мине залимин, а не минел мушрикин? За да ни покаже нас Аллах субханаху ва таала дека ширкот, да му правиш на Аллах субханаху ва таала другар, да му правиш на Аллах субханаху ва таала ортак, да му правиш на Аллах субханаху ва таала ривал, тоа е најголемата неправда. Тоа е најогромната неправда што може човекот да направи. И затоа кога го праша Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху анху, пекамберот алейхиссалату вассалам, кој грев е најогромен, најголем?
тогаш му рече пегамберот алейхи салату ва селам: "Ен тедж'ала лиллахи ниддан ва хуа халакак", да му направиш на Аллах субхана ва таала ортак, а тој тебе те створил. Значи ова е најголем греф што може човекот да направи. Значи не е намазот, не е иморалитетот, не е каматата, што овие се сите огромни гревови. Но најголем греф што муслиманите треба да бидат предупредени, и за да бидеш предупреден треба да го знаеш тој греф и да ги знаеш исто и патиштата кои водат во тој греф, е ширкот. Е ширкот. Како што вели, значи, во хадисот, пегамберот алейхи салату ва селам, зошто вели Шейх Утемин рахимахуллах, зошто тебе Аллах субхана ва таала те створил, а ти на други му се заблагодаруваш. Како е, вели Шейх Утемин рахимахуллах, кога еден човек, замисли го ти во нашите средини, еден човек тебе ти помагат и те поддржуваат. И поминува некое време и сега ти на еден други човек му се заблагодаруваш што никогаш не ти помогнал. А на тој што е до тебе, што цело време ти помага, те поддржува, не му се заблагодаруваш. Како ќе мисли другиот за тебе тогаш? Значи тој што не прави ништо за тебе, ти му се заблагодаруваш, а оној што прави за тебе, не му се заблагодаруваш. Што ќе рече тој? Значи овој е незаблагодарник. Овој не го знае доброто. Ова е меѓу нас. А како е со Аллах субхана ва таала? Што ни дал нас се и се што. Баракаллаху фикум. Вала тад'у мин дуниллах. Не му се моли, не му се обратувај на никој други освен Аллах субхана ва таала. Зошто тие не те предонесува никакво добро и никаква штета, никакво зло. Овде исто му се упатуваат Аллах субхана ва таала на пегамберот алейхи салату ва селам. Значи, иако пегамберот алейхи салату ва селам е зачуван од овај греф, од гревот на ширкот, но сепак Аллах субхана ва таала му се значи обратува на пегамберот алейхи салату ва селам. И како е тогаш кога ние знаеме дека пегамберот алейхи салату ва селам е зачуван од оваа работа, тогаш како е со работа која ние не сме зачувани од таа работа. Значи ние не сме зачувани. Ние немаме сигурност да не паднеме во ширк. Тогаш значи ние треба да бидеме уште повеќе внимателни, уште повеќе спремни да се чуваме од овај греф кој му го уништува на човекот дуњалокот и ахиретот. Му го уништува, значи, дуњалокот и ахиретот. Исто, значи, во ајетот, значи, се спомнуваат вала тад'у, значи, не му се моли. Значи, тад'у дуа, дуа, значи, молитва. Дуа, молитвата, се поделува, како што вели Шейх Утемин рахимахуллах, на две категории. Дуа ел-ибада и дуа ел-мес'ала. Дуа која е ибадет и дуа која е барање, која содржува барање. Што се подразбира тоа со овие две поделувања. Дуа ибада е, значи молитва на ибадет е намазот твој, зекатот твој, хаџот твој, умрето твое. Зошто ти ги правиш овие дела? Ти со овие дела му се молиш на Аллах, затоа треба да те награди за нив. Значи ова е дуа. Значи овие дела содржуваат молитва за ти, со тие му се молиш на Аллах таала, затоа тебе да те награди. Затоа значи и тие се нарекуваат дуа ибада. Значи молитва на ибадет. Зошто ти со тие ибадети му се молиш на Аллах, му се молиш за награда. Му се молиш, значи, за награда. Оваа врста, и затоа алимите ги поделуваат на категории за да биде за нас полесно за да ги разбериме, оваа врста на дуа не сме да му се посвети на никој други освен само на Аллах субхана ва таала. Значи, оваа врста на дуа
Dua ibada. Ne sme na drugi nikoj. Osam samo za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači tvoj namaz, tvoj hadž, tvoj post, tvoj umra, tvoj zeka, tvoj sadaka i tako natamo i tako natamo. Samo za Allah subhanahu wa ta'ala. Dua al-mas'ala, molitva na baranje, ovde ima razlika. Taja razlika je, ako baraš ti, ako mu se moliš ti na nekogo, za nekoja rabota, za koja je samo Allah subhanahu wa ta'ala moken za taja rabota, toga je to širk. A ako mu se moliš na nekomu, da mu veliš, daj mi vodata, donesi mi gotoa. Ovo je isto molenje, ti mu baraš njemu, baranje. I to te slušati prisutenje, ovo je dozvoljeno. I zato, znači, ova je ubavinata koga čovjek uči verata detaljno. Zašto ti ako učiš paušalno verata, veliš ajet od ebego. Wala tad'u min dunillah. Ne mu se molite na niko osim Allah. Ti mu se zamoli na drugi od svega. Ti si napravil širk, mu veliš. Izlagaš od verata. Evo argumenti donesov ja tebe. Ajetov, što sakaš ti? Mnogo jasno je. Znači, zato ne se uči verata paušalno. Se uči verata, znači, detaljno. Da gi znaš argumentite detaljno. I što rekli alimite za ti argumenti. Kako gi razbirata alimite ti argumenti. Ne ja si ti, nekoj drugi. Barakallahu fikum. Ova vrska, znači, za prvi od, znači, ajet. Za prvi od ajet. Potom, spomnuvat isto avtorot, šehul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, drugi ajet, kako argument za ova mesele, a to je Allahovi odgovor, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Ako Allah subhanahu wa ta'ala tebe ti naštetit, nikoj nemoj to naštetuvane da ga odstranit, osvem toj. Znači ti, ako ti naštetit, znači rekao me, istighatha je znači u situacija u kojoj si ti vo teškotija. Znači ako Allah tebe ti naštetit sega, so nekoja teškotija, vo koja ti si padnat, togaž ne se obratuvaj. Znači on ti kaže, a kada je odgovorot? فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Niko nemoj to da ti go odstranit, osvem toj. Znači ako ti si se vo teškoti i vo maki i misliš da nema za tebe sega izlez, togaž znaj, so cvrsto znanje, da ne baraš izlez kaj lugeto, kaj stvorenijata. Tuku, molimu se, vrati se, kaj Allah subhanahu wa ta'ala, za toj, taja teškotija tebe da ti je odstranit. Znači, isto ovaj argument je, znači, vo vrska, znači, so ova mesele i veli Šejh Utejmin rahimahullah. Naprimer, znači, vo vrska za naštetuvanje, može da biti naštetuvanje to znači kako nekoja bolest, može da biti naštetuvanje to siromaštija, može da biti naštetuvanje to vo drugi raboti. Vo svi ove raboti treba da znaš i da vidiš ubeden cvrsto, deka ne može niko da gi odstranit, ostven Allah subhanahu wa ta'ala. Ostven, znači, Allah subhanahu wa ta'ala. I velit, isto šejh Salih al-Šejh, hafidahullah, deka to naštetuvanje može da biti naštetuvanje vo verata. Ili naštetuvanje, znači, vo vrskatu dunjaločki raboti. Znači, bogatstvo, deca, vo svoje to telo i slični raboti. Treba da znaj, znači, deka tije raboti može samo Allah subhanahu wa ta'ala da gi odstranit. Zato ne se obratuvaj, znači, kaj drugite. Ne se obratuvaj, znači, kaj stvorenijata. Potom isto, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah,
спомнуваат следниот ајет и гледате, значи, ако следиме внимателно, авторот, значи, спомнуваат за аргументи ајетски Куран, ајети од Куранот. Значи, или хадиси, што ќе видиме. Значи, тоа треба нас да не остави впечаток. Значи, кога гледаме, еден алим аргументира, значи, само со ајети од Куранот и со хадис од пегамберот алейхи селату веселам. Ова треба да биде она што го бараме ние. Значи, ние да бараме луѓе кои тие се враќаат назад, значи, во книгата на Аллах субхана ва таала и сунето на пегамберот алейхи селату веселам. Значи, не луѓе кои си кажуваат, значи, понино. Ваке денеска беше, ваке слушнав, ваке ќе кажат. Значи, понино како да им текнет на денот. Значи, не, ти треба, значи, аргументи. Ова вера е вера на аргументи. Значи, вера ако имаме објавание и објавата е зачувана, значи, Аллах субхана ва таала е зел на себе тоа. А што? Да биде Куранот и сунето на пегамберот алейхи селату веселам зачуван до судниот ден. Значи, Куранот како што му е објавен на пегамберот алейхи селату веселам, од тогаш до ден денеска тој Куран истиот. Не се нема менето една буква. Сунетот од пегамберот алейхи селату веселам исто значи, на извореден начин сахаба ридвануллахи алейхим го зачуваа и го пренесија со потполна искреност и аманет. Значи, ние кога ги имаме овие можности, тогаш како е, значи, дали е тоа од остропаметноста и од мудроста, да си кажуваме што било во новината, што рекол Семир во Фейсбук, што рекол Филан не зна каде што пишал. Значи, ние имаме доволно аргументи. Ако завршиме со овие аргументи, тогаш почни. Ама немаме завршено и не можеш да завршиш. Баракаллаху фикум. Велит следниот аргумент, авторот рахимахуллах, а тој е Аллаховиот говор: Иннел ледина та'будуна мин дуниллах ла јемликуна лекум рискан фабтагу инда Аллахи риск. Оние кои вие освен Аллах субхана ва таала ги обожавате, тие не поседуваат за вас риск. Тие не поседуваат за вас риск. Фабтагу инда Аллахи риск. Барајте го рискот од Аллах субхана ва таала, односно кај Аллах субхана ва таала. Значи, барајте го рискот кај Аллах субхана ва таала. Зошто, како што вели шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах, многуте луѓе, кога им се опатуваат на нивните обожавања, кои тие ги обожаваат освен Аллах субхана ва таала, зошто им се обратуваат? Од големите причини, како рековме претходно, за да им предонесе некое добро или да остране некое зло, исто тоа е барање на риск. Барање на риск, значи, се подразбира тука дали е тој риск на богатство или риск, значи, да му дадат тие нему деца. Значи, многуто луѓе им се упатуваат исто поради тие работи. Значи, барање на риск. Но, велит Аллах субхана ва таала, оние кои вие ги обожавате освен Аллах, тие не поседуваат риск. Значи, риск биедиллах. Значи, рискот е во Аллаховата рака. Не кај луѓето, не во луѓето. И велит Шейх Утемин рахимахуллах, Аллах субхана ва таала го спомнал тука во ајетот: фабтагу инда Аллахи риск. Барајте кај Аллах риск. Ова имат убавина во арапскиот јазик. А тоа е нормално, реченицата е фабтагу риск инда Аллах. Но овде е спомнато првош Аллах, после рискот. Не првош рискот, после Аллах. Ова има значење во арапскиот јазик. А тоа е барајте го рискот само кај Аллах, не кај други. Ако беше рискот пред Аллах спомнат, тогаш и кај Аллах и кај други.
А овде дека Аллах е пред тоа спомнат, постои рискот, ова значи дека не баре риск кај никој друг освен кај Аллах. Ова е значи огромноста и убавината на арапскиот јазик, а јазикот кој е објавен Куранот, баракаллаху фикум. Значи Куранот не е објавен на македонски или на босански или на албански или што ти знам ја на германски. Тук е објавен значи на арапски. И спомнува тука Шейх Утемин рахимахуллах, исто во врска, значи во врска да ние, да го, значи ајетот исто продолжуваат да ние само Аллах субханаху ва таала да го обожаваме и да бидеме спрема него за благодарни. Потоа спомнува Шейх Утемин рахимахуллах така наречените трите столбови на заблагодарноста. Значи, како да биде човекот вистински заблагодарен спрема Аллах субханаху ва таала. Значи, за да бидеш ти и јас вистински заблагодарни спрема Аллах субханаху ва таала, треба да се исполнат овие три работи. Првата работа, да имаш, да чувствуваш таа заблагодарност во твоето срце. Значи, да чувствуваш таа заблагодарност према Аллах субханаху ва таала во твоето срце. Ова не е доволно да бидеш заблагодарен спрема Аллах субханаху ва таала. Исто втората работа, да ја изговориш и ја искажиш таа заблагодарност со јазикот твој, со устата твоја. Но ова исто не е доволно. Зашто повеќето луѓе овде, до овде се. Значи, тој елхамдулилlah. Елхамдулилlah, Аллах ми дал мене ова, елхамдулилlah за ова работа, елхамдулилlah, значи, до овде, готово. Исто за благодарноста, а тоа е третиот столб на за благодарноста, а тоа е да укаже човекот за благодарност со неговите дела од телото. Значи, на пример, за благодарноста твоја за очите кои ги имаш ти, се укажуваат да не гледаш во ништо освен во работи кои Аллах таала е задоволен со нив. Иначе не си заблагодарен ти за Аллах, спрема Аллах, за твојот вид. Значи, за благодарност за видот кој го имаш е да го употребуваш тој вид само за работи кои Аллах субханаху ва таала е задоволен со нив. За благодарност за твоите нози кои ги имаш. Да не одиш во работи освен во кои Аллах субханаху ва таала е задоволен со нив. Ако одиш ти во работи во кои Аллах субханаху ва таала со нив не е задоволен, тогаш значи дека ти не си заблагодарен спрема Аллах џелешану за тоа што го поседуваш. И така, значи, продолжиш до сите други дела на телото. Ова е вистинско, за ова, значи, ако ги исполниш овие сите три, со срцето, со устата, со твоите дела на телото, тогаш си ти вистински заблагодарник спрема твојот создател. Ако не, значи сам себе си јас си се лажам. Потоа, спомнуваат шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах исто следниот аргумент, а тоа е Аллаховиот говор: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Кој е позаблуден, нема позаблуден од овека. Ова е, значи, прашање, значи, реторично прашање. وَمَنْ أَضَلُّ, кој е позаблуден? Значи, одговорот нема позаблуден од тоа. Кој е тој? Онај кој му се моли на друг освен Аллах субханаху ва таала. Му се моли на друг кој тој другиот нема да му се одзвие на него до судниот ден. Зашто на судниот ден тие сами себе си ќе бидат во кавга. Значи и овие кој го обожавал, а тој другиот што тој му, значи овие другиот што му посетувал на другиот, значи тој што зел него како вид на Бог, тој Богот негов ќе се дистанцират од него. И ќе рече да нема ништо со него. Тој ми правил мене ибадет, јас сум далеко од него, нема ништо со него. Исто како и шејтанот ќе се дистанцират од неговите следбеници. Шејтанот значи има да се дистанцира. И ќе им рече немој да ме укоравате мене,
Zato što ja sam ove povika, vi mi se odzvifte. Sami sebe si da se ukoravate. Znači, sami sebe si da se kritikuvate. Znači, ne me kritikuvajte mene. Kritikuvajte se sami sebe si. Ja sam ove povika, vi me sledevte. Ovde isto, znači, koji je pozabluden od onaj koji drugi obožavat, osven Allah subhanahu wa ta'ala, koji tije nemu, za tije molitvi, koji to i na nifim gi posvetovat, nema da mu se odzvijat do sudniot den. Znači, veli šejh Uthejmin rahimahullah, znači, nema pozabluden od njega. Znači, to je najzabluden. Znači, to je mušrik. Znači, to je vo širk. To je vo širk padnat. To je vo širk padnat. I veli šejh Uthejmin isto, ad-dalal, znači zabluda, znači skršnuvanje od vistinski od pat. Znači, čovjek da bi na vistinski pat da skršni. To znači ad-dalal. To znači, i na šejtanot, ako što spomnuvata limite, njemu je važno vo koja zabluda nas ne staviti. Glavno mu je njemu da te stavi tebe i mene vo zabluda. Vo koja njemu je važno. Znači, zato treba da budeme pripremani. Za da budeme pripremani, bara znanja. Bara mnogo znanja. Barakallahu fikum. Isto spomnuva tuka šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah i drugi argument vo vrska su ova mesela, a to je baranje znači na pomoć vo teškoti od drugi ostan Allah subhanahu wa ta'ala, a to je Allahovi odgovor amme yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu su. Znači, koji je onoj koji mu se odzivat na onoj koji je vo teškoti, koga to mu se molit, i mu je odstranuva nemu teškotijata. Znači, niko ne ostan Allah subhanahu wa ta'ala. Odgovor je, znači, to što mu se odzivat na onaj koji je padnat vo teškoti, je samo Allah subhanahu wa ta'ala, i to je vo mok i vo možnost za da mu ostrane nemu tije teškoti, da mu ga ostrane nemu, znači, tije teškoti. Zato, znači, koga čovjekot je vo teškoti, na prva misla treba da mu biti nemu negovi od sozdatel. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ima poveće milost sprema svojite stvorenija od ona majkata sprema svoje to malo deta. Zato, znači, koga vo jedna od bitkite imaše, znači, nekoliko ogništa tuka, jedna žena go imaše svoje to dete izgubeno. I taja go baraše, znači, deteto, znači, kako da se reči to po naše, znači, očajnost, ona znači, go baraše, zašto imaše strav da dete vušte malo veše, da ne padne po neko ognište, da se izgori. I koga go najde nego, to sinot svoj, koga go najde ta žena, i go klade vo nezinite gradi, toga što reče pekamberot alejhi salatu vesselam, što mislite vi je od ova žena, da li taja bi go frlila svoje to dete vo ognot. Toga što rekao site sahaba ridvanullahi alejhim, ne, ja Rasulallah. Znači, nikogaš ne mislime na to. Toga što reče pekamberot alejhi salatu vesselam, deka Allah subhanahu wa ta'ala je pomil od ova žena, pomil sprema svojite robovi, od ova žena što je sprema svoje to dete. Da, barakallahu fikum. No, čovjek od je toj, koji sam sebe si naštetuvat. Koji sam sebe si se uništuvat. Posle, znači, site ti argumenti, koga čovjek završuvat kako mušrik, toga, znači, nema za nego drugo osven džehennem. Zašti? Imaše vreme, imaše možnost celi od njegov život da se pokajat i na kraj, znači, završi, znači, taka. Potom, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah spomnuvat isto jedan hadis koji je od Tabarani, so njegov sinđire Tabarani go prenesuvat,
дека во времето на пекамберот алейхи селату васелам енна кана фи замани набии саллаллаху алейхи васелам мунафикун юъзи муъминин فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. Ovdje velit авторот рахимахуллах дека Табарани пренесуваат дека во времето на пекамберот алейхи селату васелам имаше еден мунафик. А тој мунафик им нанесуваше на верниците зло. Односно им наштетуваше на верниците. Тогаш некој од сахаба ридвануллахи алейхим рекоа: станите, ајде да одиме кај пекамберот алейхи селату васелам и нестагиф, гледаш, истигаса. Нестагиф, значи видеа лимите, значи увек ги следат овие зборови, значи самиот збор, значи ова е многу важно, значи за ти да разбериш, значи меселево кога е дозволено, кога не е дозволено од луѓе, значи треба да знаеш арапски. Ако не знаеш арапски, ти за тебе исто да му бараш помош, Ама на арапски тој кога вели сахаба нестагифу, тога знаеш, значи така тоа се дозволува во некои ситуации кога тој е присутен и кога тој се слушат, имат моќ за таа работа. Затоа, значи, се гледа, значи, за да сватиш ти тачно и вистински, треба да имаш познавање за арапскиот јазик. Рекоа сахаба, значи, ајде да станеме, да одиме кај пекамберот алейхи селату васелам и да бараме помош за заштита од овој мунафик. Кога појдоа кај пекамберот алейхи селату васелам и му кажаа, значи, се изразија она што го сака, тогаш им рече пекамберот алейхи селату васелам: не се барат од мене помош, туку се барат помош од Аллах субхана ва таала. Сега ова како се подразбира тоа? Прва работа, ова не се подразбира дека забрането е. Туку сакаше пекамберот алейхи селату васелам да им го научи на сахаба најдоброто што е, за да бидат патиштата на ширкот заклучени и затворени, а не дека не е дозволено. Друго објаснување на овај хадис, друго објаснување на што вели Шейх Утајмин рахимахуллах тука, а тоа е дека овај мунафик кој беше Абдулла ибн Еби Убеј ибн Селул, дека во оваа ситуација не можеше пекамберот алейхи селату васелам да им пружи ним помош. Зошто? Зошто пекамберот алейхи селату васелам ги третираше мунафиците како муслимани. И сега да почне, значи, ним да ги осудуваат како мунафици, тогаш ова ќе станеше, значи, големо фитна, голема штета во муслиманите и оние кои сакаат да ја примат верата на исламот. Зашто како што рековме, значи, во други пренесувања, кога Омер ради Аллаху анху бараше за него да го уништи, тогаш рече пекамберот алейхи селату остај го, зошто ќе речат другите дека Мухамед ги убива неговите другари. Затоа пекамберот мунафик. Значи, ова изла кој ги направи, значи, и возможност. Помош, оваа работа прва се подразбира, ти се изиграваш со него. Значи, ти ако му бараш некому нешто, што тој не е, пример, некој е сега, не може да оди. Не оди. Значи, искушање, количка. И ти му вели сега, дај, крени ми
джакче цимент или брашно. Ти со него се смеуваш. Значи ти со него се смеуваш. Ова не доликува. Значи затоа треба да биде, значи слушале ми те велам, да биде присутен и плюс да биде моќен. Значи тоа што му го бараш ти нему, тој да биде во можност. Значи некој што не е во можност и ти му го бараш, ти го исмеуваш него. Друга работа исто што постои опасност во оваа ситуација, вели Шейх Усаймин рахимуллах. Мој некој од страна што ве слушат да помисли, ако ти не му се му бараш помош, а тој не е во можност, дека тој поседува некоја моќ што не нема другите луѓе и затоа ти му бараш нему и ова може да го внеси него во ширк после. Значи ти со него си завршил, ама третиот што ве слушат вас, тој може да биде измамет, да се измамит од вашиот значи разговор и после тоа значи тој да мисли дека ова има некоја значи ван сила, ван сериска сила и после тој од кај него и му барат нему и не знам што и не знам што. Значи затоа требате многу пазливост. Затоа треба значи бидеме врвно пазливи, врвно пазливи. И на крај, како и секогаш, шејхот рахимахуллах ги спомнуваат значи месаил, значи меселината, а тие меселина се како заклучоци. Како заклучоци, значи, на секое поглавие, дека вели шејхот, шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, спомнувањето во почетокот, во поглавието, спомнувањето на истигаса и спомнувањето на дуа, е спомнување нешто специфично со нешто што е општо. Зашто истигата е специфично во овај случај. Молитва, дуа е општо. Што и тоа што специфично влага во ова што е општо. Но тука го спомнува шејхот значи рахимахуллах поради важноста за да бидат муслиманите значи предупредени. Второто меселе, а тоа е Аллаховиот говор, не му се моли на други освен Аллах субханаху ва таала, зашто тие не ти пренесуваат тебе никакво добро ни никакво зло. Значи ајетот кој го објаснав исто претходно и дека ова вели шејхот третото меселе, дека ова работа молењето на други, обратувањето на други со молитви, ова е голем ширк. Ова е голем ширк. И исто четвртото меселе, а тоа е вели шејхот Мухамед рахимуллах, и многу е важно тоа, ако оваа работа, значи обратувањето на други со молитва, ако оваа работа направи еден од најдобрите луѓе што го рачунат луѓето, значи тие го рачунат него како најдобар во нивните редови и во нивната околија, ако тој направи ваква работа, за да задоволи некој други освен Аллах, тогаш е тој станат од оние зулумчарите. Значи направил ширк. Иако тој претходно бил значи мин аслахин нас, значи мин аслахин нас, аслах салих, значи од добрите луѓе бил, од најдобрите, но прави оваа работа, прави ширк, тоа значи станува тој од зулумчарите. Потоа исто ајетот кој следеше, исто меселето друго, а тоа е дека тоа обратувањето на други освен Аллах субханаху ва таала не само што не му пренесува на човекот никакво добро во дуњалокот, туку исто со тоа прави тој неверство, прави неверство. Исто следното меселе, а тоа е не сме човекот да бара риско значи освен само од Аллах субханаху ва таала. Исто како што не смееш да бараш дженнетот од други освен од Аллах. Значи дженнетот ти од кого го бараш? Од Аллах. Така и рискот. Значи не барај риск од никого други, освен само од Аллах субханаху ва таала. Исто тоа што спомнавме, значи месела, тоа што се спомна во текот на дерсот, дека нема тоа позаблуден од оној кој се моли на други освен Аллах субханаху ва таала. И дека на тие кои им се обратувате вие, тие се во незнаење.
Ti ne zna, ti misliš дека тој од кај него, кај гробот негов, колит курбани, остава работи, тој мисли тој другиот знаат што праја. Не. Гафил е, тој е невнимателен. Тој во незнање. Нема никакво осет тој за тоа. И на судниот ден што? Ќе станат непријатели. Еден со други. Испомнува токму тоа шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека таа молитва, тоа обратување на ибадет ќе биде причина за на судниот ден да има меѓу нив двајца омраза и да има непријателство. И дека на оној кој тој му се обратувал, тој има тоа да го негира на судниот ден. Има да го негират. Исто следното меселе, а тоа вели шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, чудно меселе, значи за чудење, да се чудиме, а тоа е оние кои обожаваат кипови, тие знаат, значи, дека во ситуации на тешкоти не може на нив да им се одзвие никој други освен Аллах субхана ва таала. И сепак, кога таа тешка ситуација исчезнува, пак тие и ги обожаваат киповите. Значи, тие знаат, тие се во потполно знање. Дека во ситуации на тешкоти никој не може да ги острани нивните тешкоти и потреби и така натаму, но пак кога се отстрануваат тешкотите и се во рехатлок, пак тие им се обратува на нивните кипови и богови кои ги обожаваат освен Аллах субханаху ва таала. Но во вистина, како што вели шејх Ибн Баз рахимахуллах, ова било во времето на пегамберот алейхи селату васелам и претходно исто, кога пред да дојде пегамберот алейхи селату васелам. Во денешното време, во нашето време, мушриците ги обожаваа нивните богови и нивните кипови и во рехатлок, а во тешкоти уште поише. Ова кажува дека мушриците што се подоцно дојдени во нашево време се позаблудни од мушриците на времето на пегамберот алейхи селату васелам. И пази, овие некој дел од нив, од тие мушрици, велат дека ние сме муслимани. Велат дека сме ние муслимани. Значи, како што, значи, има поезија направено. Има поезија направено, што кога дошле татарите, монголите, во муслиманските држави, тие тогаш му се молеле на Хусеина радијаллаху анху. Да, значи од татарите да ги зачуват Хусеин радијаллаху анху. И плюс Хусеин радијаллаху анху не знам самите каде. Зошто велат е во Иран, мароканци велат во Мароко, во Сирија велат, во Египет велат, кај нас во Египет. Се каде Хусеин, не знаат самите. Секој вели кај нас. Секој од нив, значи, вели, претендира, значи тврди дека секој вели кај нас во нашата држава. Зошто? Значи не дека им интересира нив Хусеин радијаллаху анху и патот на Хусеина радијаллаху анху да го следат, не. Туку им интересира, значи, за да направат профит, да ги лажат луѓето, додат на тоа место, мислат дека тука е гробот од Хусеина и да даваат пари. Да даваат пари и да трошат пари. Како што се случува исто со гробот на Јахја алейхи селату васелам во Сирија. Значи, што претендира, значи треба да знаеме дека не се знае од никој еден пекамбер каде е гробот, освен од гробот од Мухамед алейхи селату васелам. Од другите пекамбери не се знаат апсолутно. И ова нема вредност во нашата вера исто. Ако имаше вредност во нашата вера да се знаат кај се гробишата, тогаш Аллах џелешану ќе го објавеше тоа во Куранот. Или во сунетот на пегамберот алейхи селату васелам. Ќе знаеме точно ќе знаеме каде е гробот од Ибраим алейхи селату васелам, каде е гробот од Нух алейхи селату васелам, каде е гробот од Адам алейхи селату васелам и така натаму. Но не се знае. Зашто нема придонес. Ти не си задолжен да бараш гробоите нивни. Ти си задолжен да бидеш на нивниот пат. Тоа се барат од тебе и од мене. Патот нивни ни окажал Аллах таала. Патот нивни е теохидот. Монотеизмот.
To një go kaže Allah. To što je važno za nas, një go kaže Allah Ta'ala. Kaj se грубишата не е важно. Но тие во Сирија го направиле тоа и луѓе кои виделе сами, кои значи виделе со нивни очи, кажуваат дека секоја џума со вреќи после џума ваѓаат пари. Да, значи луѓето фрлаат пари, зашто мисли тука, значи ќе му се прима нему довата, ќе му се прима нему молитвата. Затоа значи овде се укажуваат пак важноста на знаењето. Значи колку е важно да учиш знаење, зашто ти кога учиш знаење, ти си сигурен, ти знаеш што правиш. Ти нема знаење, си игра секој со тебе или со мене. Значи како можеме да дозволиме да паднеме толку ниско? Баракаллаху фикум. Исто, последното меселе, а тоа е велит шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, случката со тој мунафикот, дека пегамберот алейхи салату васелам во секоја ситуација врвно се трудел да биде заштитен теухидот. Да биде заштитен теухидот и да бидат сите патишта кои можат да водат во ширк затворени од почеток. Затворени од почеток. Застануваме тука бивни Аллахи Таала. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.